Бизнис климата во Македонија била добра, смета власта. Ако ги прашате бизнисмените како влијае казнената политика врз деловниот амбиент, тие не сакаат да говорат јавно. Молчат, се плашат и плаќаат. 1500 евра, 2500, 5, 10, 50.000 евра. Колку што ќе речат, толку. Зад камерата велат казните биле драконски и тоа некогаш и за банални работи. Има смешни примери, например казнати се луѓе по 1500 евра за неистакнување телефон на државниот пазарен инспекторат, кој по закон мора да стои на видно место во локалот, или за неистакнување работно време, неуверување на работното време во општината, што е законска обврска, неотпочнување со работа, непријавување во пазарната инспекција дека почнале со работа. Министерот за економија, задолжен за добра бизнис клима, смета дека казните не биле големи. Тоа е предвидено во законот, така да ние првата фаза е нели едукација, па втората фаза е веќе пристапуваме доколку не се почитуваат нашите правила, нашите закони, тога следува и делот на казните. И мислам дека не се толку строги. Велат и 100 стапа по туѓ грб не болат. Но истражувањата на експертите и на владиниот сектор констатираат дека стопанските субјекти немоќни да се справат со високите казни и со законските лавиринти, прибегнуваат кон феноменот. Не бркај закони и услови за работа, бркај инспектори. Ние забележавме дека стопанствениците имаат една флоскула која во 100% ситуации и 100% мислење е застапена. А тоа е дека ако инспекторот сака, може да те казни. Значи, колку правилно да работиш. Тогаш луѓето се насочуваат на место кон исполнување на законските услови, се насочуваат кон самиот инспектор или кон надежда дека ќе ја ликвидираат фирмата ако дојде до голема казна. Што прави владата да ја смени ваквата пракса и да ја зголеми довербата кон институциите на системот? Инспекторатите и владата нема ништо направено за да ја зголеми довербата кај тие стопански субјекти кои во суштина и го полнат буџетот со своите даноци кои ги плаќаат или нормално со царините. Нема ништо направено за да се смири прво таа флоскула, да не се употребува, да не се мисли така дека инспекторот мора да те казни кога ќе дојде. Тие говорат, например, дека самите инспектори говореле кога ќе дојдат, било да е инспектор од УЈП, било да е од Државен пазарен инспекторат, било да е од Санитарен инспекторат, дека тие кога ќе дојдат на терен мора да те казнат затоа што имале таква наредба. Во првите 3 месеци од оваа година, активностите на Даночниот инспекторат резултирале со откривање на неправилности во скоро 50% од контролираните даночни обврзници. Од вкупно 1930 контроли, во 972 случаи инспекцијските служби утврдиле неправилности во даночното работење.